Да, за Студио 10 продолжуваме од терен од ова зелено каче во склоп на општина Аеродром во Рајскиот парк. Се наоѓаме во првата единствена општествена градина Бостание. Практично ова зелено каче му пркоси на големите урбани зданија и практично урбаната џунгла во Скопје. Тука со мене во Студио 10 на отворено, пак ќе кажам, е господинот Димитар Самарџиев од невладината организација Зелена арка. Да ни кажете како започна ова успешна приказна со Бостание? Приказната со Бостание започна 2019 година, втората половина некаде, и таа е благодарение на соработка меѓу град Скопје со организацијата Сдруженијето Зелената арка. Како резултат на отворен повик за основање на една ваква градина, ние поднесовме предлог проект и тој помина, го прифатија, и потоа почнавме да ги применуваме првите чекори за да ја воспоставиме градината. Првично правевме состаноци со идните градинари за да видиме какви потреби имаат точно, затоа што од почетокот работиме со партиципативен дизајн. Тоа значи и самите корисници имаат удел во тоа како е направена градината за нивните потреби и замисли што би била една градина. И градината, затоа што е наменета за граѓаните на градот Скопје, им дава можност тука здружено да градинарат. Таа можност не е толку лесно достапна во градски услови, но во рамките на овој парк, на оваа површина од 3000 метри квадратни, тековно околу 50 луѓе градинарат заедно. Тоа е добра подкрепа за луѓе кои можеби се почетници и немаат толку представа за градинирањето, врз основа на искуството на другите учесници и на нас како координатори на целата работа, да имаат некаква основа полесно да продолжат да градинарат. Да. Сега е зимски период, можеби не може толку добро да се долови, меѓутоа што се има тука во оваа општествена градина, што се засадува? Тука се одгледуваат голем број на градинарски култури, од најпопуларните домати пипарки, модрак патлиџан, тиквички и слично, преку разни зачини, магдонос, нане, мајчина душичка, лаванда, па се до можеби некои, речеме, поекзотични, но поретки работи, како перуански јагоди, нешто така, томатилја. Битно луѓето тука градинарат претежно со сезонски култури. Трајните култури се помалку застапени, иако имаме и овошни садници, имаме и зачински билки кои се повеќе годишни. Пристапуваме најчесто со мешовити насади на мали површини. Тоа е една таква стратегија за да немаме толку многу штетници насочени кон монокултурата, и кои имате мешовити насади, тоа е подобро и за почвата и за целиот почвен екосистем, затоа што разновидноста дава подкрепа, една мрежа на соодноси меѓу растенијата и микроорганизмите во почвата. Од каде се градинари има тука? Ова градина отворена, достапна за сите граѓани на град Скопје. Иако мнозинството се можеби во близина на градината, речеме во некој радиус од километар-два од градината, секако има луѓе и од другите делови на град Скопје, подалеку од Ново Лисиче аеродром, кои доаѓаат и градинарат тука. Пред се тоа зависи од посветеноста, од волјата на луѓето, колку сакаат тука да градинарат и колку се подготвени да поминат растојание и пат до тука. Што го отвара следното прашање, тоа е зошто да нема и на други места на Скопје вакви градини. Да ни кажете на кој начин градинарите, дали еколошки или пак тука условно кажано е забрането да се употребуваат пестициди? Да, тука е една од клучните правила во градинарскиот ред, дека е исклучиво забрането да се употребуваат пестициди од синтетичко потекло. Тоа значи сите тие препарати што се произведени во хемиската индустрија и имаат во нив отровни материи, се тука забранети. Тоа исто така важи и за вештачките ѓубрива и за сите фунгициди, хербициди, пестициди, инсектициди. Најмногу што е дозволено да се употребува тука е нешто што е дозволено според стандардите за органско земјоделство. Па дури и тоа го употребуваме во крајни случаи, кога не сме, да речеме, во можност да ги отстраниме штетниците рачно или пак со
повикување нивни природни предатори, затоа што кога имате мешовити насади и кога оставате делови од градината да бидат прибежиште за предаторите на штетниците, немате толку проблем со штетници. Тоа е пристапот, се обидуваме како мини агроекосистеми да правиме, за да има помали опасности од избувнување на голема некоја популација на штетници. И друго нешто што го правиме се природните приправки од разни работи кои не се отровни во толкова мера, мислам, штетниците ги бркаат, ама за нас не се отровни, дали е тоа лук, коприва, комбинација од лути пиперки. Производи кои што се користат. И меѓу другото, тоа се теми за работилниците што ги одржуваме тука, за да ги совладаме тие градинарски техники. Да, секојдневно тука се разменува знаењето и искуството на едно хоризонтално ниво. Сите си ги споделуваме знаењето и искуството. Да ни кажете пред се, дали успеваат производите и квалитет и квантитет да имаат со оглед на фактот дека не користите хемиски препарати, или па тоа може би се подобрува од година во година? Тоа пред се зависи од посветеноста на градинарите. И секако само се надградува над основниот слој временските услови. Што се однесува до временските услови, тука немаме некакво влијание. Мора да се приспособиме на дадената сезона, што ќе успее, што нема да успее. Има некои нијанси во поглед на посветеноста и мора да нагласам дека нас тука не ни е пред се клучната вредност количеството на произведена храна. Ние сме свесни дека на оваа површина не може да ги задоволиме потребите целосно, да се исхрани едно семејство или кој да е што градинари туку само користиме можноста за свеж зеленчук и по некое овошје, за да се надополни исхраната со нешто што знаеме дека ние самите сме го произвели. Тоа е клучната вредност, а квалитетот треба да се вкуси за да секој разговор е излишен, затоа што имате повеќе слоеви тука. Не само вкусот и квалитетот на самиот плод, туку задоволството кое произлегува од тоа дека имате сознание дека самите сте го одгледале тоа. Меѓутоа, предпоставувам и главното е порака до сите дека може на еколошки начин да се произведе во Македонија, што не е голема пракса. Да, за жал тоа не е толку популарно, изводливо е, можно е. И можно е да го прави тоа секој, затоа што не е потребно кој знае колку се стекнува знаењето, ако имате волја и посветеност, се учи постојано, но не е нешто недостижно за било кој човек што сака да се занимава со градинарство. Предпоставувам тука има интерес различни генерации, меѓутоа дали се застапени младите? Да, секако имаме луѓе од најразлични возрасти тука, од луѓе над 80 години па се до деца па и од предшколска возраст. Може би сакале да има повеќе од возраста што е средно и на факултет. Тука се малку потенки, ама тие се посветени на учењето, претпоставам, па нема толку време да доаѓаат. Иако доаѓаат, како организирани посети од училиште или пак студенти доаѓаат и некои од нив и остануваат, се задржуваат и да градинат. Претпоставам дека може би сте забележале некоја разлика во однос на структурата на земјата кога сте дошле тука и сега каква е? Дали може би со текот на обработката сте дали на некој начин на земјата по природен тек? Да, ние се обидуваме, пред се основата ние се грижиме за почвата и за почвениот свет во. Тоа значи дека не настапуваме со некои многу интензивни обработки на почвата, гледаме тие да ги проретчиме колку што е можно повеќе. Освен почетното прекопување, после тоа гледаме само да напластуваме други слоеви на органска материја. И така се збогати хумусниот слој, најгорниот, најплодниот слој. И треба да направиме и сондажи сега, да речеме, сезонова, да провериме, да ги споредиме со првичните испитувања, кога тестиравме почвата, пред да почнеме градината.
да видиме дали има некакво поместување во квалитетот на почвата. Со нашите практики веруваме дека придонесуваме за биоремедиација на почвата, но за сега тоа е на око, од текстурата, од мирисот на почвата, тоа се нашите сетилни показатели, ама лабораториски показатели треба допрва да направиме други испитувања и сега тоа е со почвата треба да земете што е можно повеќе примероци, затоа што многу е различна состојбата на различни места. Од еден примерок не може да имате релевантни податоци. Рековте тука има 50 партиципенти кои што нели околу имаат своја 50, мала парцела. Да речеме дали има интерес и дали има условно кажано листа на чекање за да се добие нели одредена парцела тука. Да, има интерес меѓу граѓаните за да градинарат вака здружено и за жал колку што е капацитетот на градината, некои луѓе мора да почекаат и по 3-4 месеци додека се ослободи некоја леа или парцела. Но сепак мислам дека вреди тоа, а за да не се случува така, јас повикувам уште еднаш вака јавно да се потрудиме сите заедно да направиме и на други места градини. Како тоа не зависи само од ентузијазмот на определена група луѓе, треба да има тука повратен однос и со институциите, тие што се надлежни за управување со јавниот простор. Да. Во контекст на ова прашање следува и друго прашање, нели зошто да не размислат властите да ги прошират ваквите површини тука каде што завршува Рајскиот парк, има една огромна површина која што продолжува дош ФФМ па се до парк Авионче која што е запуштена површина, чинам дека голем дел од таа површина е државно земјиште. Некој коментар дали таа треба да се оплемени, да се пренамени можеби во вакво нешто или пак во некој парк и слично? Па секако, јас претпоставам дека исто како вас претпоставам дека е претежно државно земјиште. Ако е таков случајот и ако имаат локалните власти чувство и разбирање за тоа дека луѓето имаат потреба од вакви слични модели на здружено градинарење или пак потреба на зелените површини малку поинаква од класичен парк, нешто повеќе слојно и нешто можеби што ќе даде плод што е јадлив, тогаш им порачувам, дури ги замолувам да размислат во таа насока и да преземат некое дејство, затоа што тоа би било за доброто на сите. А вие би биле на располагање секако? Секако со искуството од овој проект што го стекнавме, ние стоиме на располагање за соработка. Биле пресреќни да дадеме некаква подкрепа. Дали некогаш можеби сте разговарале за такво нешто да се прошират ваквите ботанички градини не само во општина Аеродром, туку и во другите општини во Скопје па и во Македонија? Да, за разговори секогаш има разговори, таа е интересна тема за разговор, но не дека е крајно времето за дела, мислам, можеби пред некоја година било крајно времето, ама сепак ајде да направиме нешто и во следниве денови. Што побрзо, толку подобро. Така. Освен нели што градинарите тука пред се и ова општествена градина Бостани има едукативен карактер, дружба пред се. Какви се едукативни работилници тука се одржуваат и кој се учествува во нив? Пред се работилниците од образовен карактер тука што се одржуваат се поврзани со градинарството, со здружениот начин на градинарство и тука веќе се допираат и некои теми од заштитата на животната средина, затоа што градинарството не е изолиран систем, туку се развива во рамките на животната средина и повлекува многу повеќе прашања. Исто така, градинарството има и културни аспекти. Ние така од време на време сакаме да го парафразираме Масанобу Фукуока дека преку земјоделството и градинарството се култивираат луѓето пред се, не толку билките. И тоа се случува, ама патем. Можеби клучната цел е да се култивираат луѓето, па така организираме освен образовни посети и образовни работилници и некои културно-уметнички настани, како концерти, читања, изложби, соработки со луѓе надвор од градината кои се занимаваат со култура или уметност, така што
повеќе слојна, да, се обидуваме градината да има што е можно повеќе слој. Така, најверојатно има интерес од повеќе луѓе, од повеќе сегменти на општественото живење, меѓутоа дали во овие работилници едукативни пред се доаѓаат луѓето од градските, од општинските власти, дали од нив има интерес да партиципираат, да помогнат, или еве да научат нешто? Па за сега не толку. Повеќе за граѓаните, како услуга за граѓаните тоа, без разлика дали градинарот тука или се интересираат за градинарство, просто се жители на град Скопје, па и од другите места. Отворени се тие работилници секогаш. За властите ќе видиме допрва како ќе имаат разбирање за тоа. Ние секој случај си работиме, тука си градинариме и ете, ќе речем, стоиме на располагање. Да. Ова е прва општествена градина во Скопје, чинам и во Македонија. Каква е праксата во светот, во Балканот, во Европа? Имате најверојатно комуникации со останатите организации од вашиот ранг, да речеме. Во светот може дури да се зборува и за тренд на некој начин, ама не тренд во смисла дека е нешто помодарство, туку дека луѓето веќе разбираат дека е таа основна човекова потреба, дека не треба да се запостави. Може би тука до пред некоја година се сметало дека тоа е нешто од минатото, како некое наследство, ама тоа може би да се оживее во секој миг, ако се посветиме на градинарењето, и убав начин луѓето да се здружат и да се однесуваат како некакви заедници. На крајот на краиштата во градските услови и не достигат. Многу полесно може да се чувствуваме изолирано како единки. А ова е убава можност заеднички нешто се прави во слична насока. А на Балканот се развиваат вакви градини. Може да речам дека предничат во тоа Хрватска или Словенија, Грција, нешто така. Ние интересно дека сме од другите, речеме, на фино некое ниво, кога доаѓаат, не посетуваат, нека малку изделуваат изненадени, имало кај вас вакво нешто. Ама почнуваат да се развиваат вакви иницијативи и во Бугарија, и во Србија и така. Кој се може да биде градинар? Најверојатно тука ги има условите, алат, претпоставувам, како оди целиот процес? Секој што сака да градинари може да се пријави или онлайн, или да дојде тука да пополни отпечатена пријава. Секако мора како предуслов да ги прифати правилата од градинарскиот ред, за да не настане тука хаос, да се знае како се градинари. И тоа е тоа, не има друга потреба, некои дополнителни предуслови или знаење, може тука да се стекне тоа знаење и искуство. Нема ограничување во никој поглед, нити возрастни, нити културни и така. Баш убаво место да се соберат различни луѓе. Така. Како што кажав на почетокот на самата најава, место му пркоси на урбаната џунгла, меѓутоа претпоставувам му пркосеше на она што се случуваше изминатово лето во Скопје, од една страна врдариште, од друга Дрисла, па гореа фабрики. Да, за кои беа коментарите тука на луѓето? За жал ние сме свесни во колку загадени лоши услови живееме. Тој факт не може да го игнорираме, не го игнорираме, но нашиот пристап не е да се повлечеме, да речеме, по дома и да се криеме затоа што надвор е опасно да се излезе. Напротив, сметаме со тоа што ќе излеземе, може би во некои мигови, затоа што врдариште е блиску, може во некои мигови дури сме си го ставиле здравието во опасност, но сметам дека така, грубо речено, треба некогаш да се застане на местото и да се заземе територија, да се каже дека доволно се отстапки во однос на загадувачите. Крајот на криштата и видовте дека имаше некој резултат кога луѓето решија да заземат став, дека од тука понатаму веќе не дозволуваат. Сега останува на нас граѓаните да не заспиеме и да не се криеме, туку да бидеме активни и на тој начин може да си ги подобриме условите за живот, квалитетот на живот. Ова е еден начин, не е типичен преку протести, туку е начин да се покаже дека е можно и поинаку. Ама пораката е тука некаде, слично. Да. Токму и овие прашања кои што нели ви одговоривте,
да се култивираат и другите места е практично одбрана на тие места, Токму едноставно така, да не се уништуваат од Да. луѓето каде што се прават депонии, каде што чадат. Да, тоа ја менува представата на луѓето за просторот, како го доживуваат, како го гледаат. Ако тие препознаат дека тој има потенцијал за нешто вредно да се развие и ја развие таа вредност, тогаш тие ќе бидат подготвени да ја одбранат таа вредност. Ако сметат дека јавниот простор не е нивен и дека не се тие што треба да го заземат, тогаш ќе се случуваат несакани ситуации како диви депонии, извори на загадување, горење, отпад и слично. Така, Димитар, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека вашите пораки ќе ги слушнат властите, па вакви зрелни качења ќе продолжат да се прават и во површините кои што се пред нас, како што претходно ги спомнав, и нема да се случува тука да има диви депонии, диви населби каде што ќе горат депонии, практично ќе се гуши целиот град. Ви благодарам што отворивте простор, вака малку да пренесеме некоја порака преку вашиот медиум и повелете и друг пат. Градината е отворена за сите.